Најавениот критериум за доделување на субвенции ќе предизвика голем дел од земјоделците да останат воопшто без субвенции. Тоа е мерка која што и критериум кој што не може да се спроведе од повеќе причини. Прво, при голем дел од земјоделците не се евидентира производството. Значи, тие го продаваат сами на зелените пазари, нема евиденција колку е произведено и која е целата количина. Може да се спроведе само во оние сектори, да речеме, не знам, кај што има масовен откуп, кај пченица, кај грозје. Ама тоа е повторно е прашање колку ќе бидат, колкав дел, а според мене многу мал дел од земјоделците ќе бидат покриени. Ако земеме предвид дека се најавува зголемување на производството од 10%, што тоа би значило од земјоделски аспект? Од земјоделски аспект тоа никако не може да биде критериум, со оглед дека во производството, во земјоделството има многу фактори од кои ќе зависи количината на произведени производи. Да речеме, најпрво природните фактори на производството, пред се климатските услови, можат многу да влијаат за продуктивност. Почвените услови. Земјоделството е производство со биолошки карактер. Тоа не е како во фабрика каде што се детерминирани условите и каде што може да изброите оваа година 10.000 единици да произведете, до година може 11.000 и така натаму. На тој начин во земјоделството тоа такво нешто не може да се планира. Што ова би значило за оние што сега започнуваат? Тие па воопшто нема да имаат. До сегашен ваков критериум не постоел и јас не знам дали некаде во светот постои ваков критериум, каде што се даваат субвенции само за тие што ќе го зголемат производството. Значи тоа не е критериум за поддршка на секторот. Така да ова е нешто веројатно што се сака да се направи, ама безидејно и нема никаква нити економска оправданост, или пак се сака да се прикрие она што е типично, нели, за владењето на СДСМ, каде што земјоделството не ги интересира и не го поддржуваат. Во минатите 2 циклуса ги видовме дека не ги интересираше земјоделството. Колку може да влијае врз производството на храна, една од најзначајните гранки во една држава, вакви резки промени во земјоделските политики? Вакво рестриктивно менување ќе значи крај за многу земјоделци. Државата, поради значењето на земјоделството, поради тоа што голем дел од капацитетите се во руралните средини, каде што голем дел од населението екзистира од таа култура, да земјоделците не можат да обезбедат соодветен доход, државата преку субвенционирањето им обезбедува на земјоделците одредено ниво на поддршка за да обезбедат одреден доход и да останат во секторот. Доколку се укине и ова, верувајте дека земјоделството, голем дел од земјоделците ќе го напуштат сектор. Македонија како земја која што е увозно зависна кога ја станува збор за храната и со вакви чекори како субвенциите се обиде тоа да се надмине, колку време ќе биде потребно за да се опорави земјоделството може ли има ли таков параметар? Да речеме, ако една ваква мерка се остави 1-2 години и се увиди дека е грешна, колку време ќе треба за да се врати назад? Па нема, замислете, кај голем дел, да речеме, не знам, ако го земеме сточарството, тамо потребни се 3 до 5 години да се обнови, ама знаете, ако некој еднаш го напушти тоа производство, ја не знам како после ќе се врати. Колку субвенциите фактички го подигнаа македонското земјоделство и воопшто производството на храна? Без субвенциите, денеска тешко дека ќе зборувавме за за македонско земјоделство кое што 3 пати го зголеми извозот од 2006 година наваму, 3 пати е зголемен извозот. Тешко дека ќе зборувавме за негово учество од околу 10% во бруто домашниот производ. Тешко дека ќе зборувавме за одредени стабилизирања на негативните трендови